Поздрав од студиото на Прва Скопска. Почнуваме со урбаните вести, останете со нас. Биде дел од чиста иднина. Акција за чистење во Ѓорче Петров. Собствениците на станови, исклучени од парно, нема да плаќаат паушал ако живеат во нив. Од 1 мај, граѓаните да ја потврдат или коригираат пресметката во УЈП. Од утре, пријавување за првиот детски зоомаратон на 9 мај. Учениците од Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски и од гимназијата Кочо Рацин, општинската администрација на Ѓорче Петров, како и вработените во комунална хигиена, денеска ја расчистуваа депонијата во близина на гимназијата Кочо Рацин. Учениците од Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски и од гимназијата Кочо Рацин, општинската администрација на општина Ѓорче Петров, предводена од градоначалникот Александар Наумовски, како и вработените во јавното предпријатие комунална хигиена, денеска ја расчистуваа депонијата во близина на гимназијата Кочо Рацин во рамки на големата акција на комунална хигиена, која се одвива на многу локации во Скопје. Раководителот на сектор во комунална хигиена, Славко Ружиновски, информира дека минатата година предпријатието подигнало 5000 метри кубни отпад и апелира до граѓаните да ја зголемат сопствената свест за зачувување на околината, но и да ги почитуваат правилата и временските ограничувања на предпријатието кога станува збор за фрлање отпад во контейнерите. Депонии има низ цела територија. Ние посебно минатата година бевме многу ангажирани околу таа работа. Па може само еден податок да ви кажам дека на територијата на градот минатата година преку 5000 метри кубни отпад подигнавме од така наречени диви депонии, односно напуштен отпад. Тоа е претежно градежен шут и мешан комунален отпад. Така да ако не дојде до подигање на свеста кај граѓаните, нон-стоп пак на истите локации повторно ни се случува истата појава. Че ние на сите порано многу акции правевме на секој контейнер. Постававме и налепници со точно определено време кога треба да се одлага тој отпад, бидејќи и нашите работат во 3 смени, така да различити термини се во одредени делови на градот. Но тоа е до свеста на граѓанинот. Значи, ако отпадот се собира од наша страна во ноќните часови, добро е да тој отпад и треба и задолжително е да се одлага од 8 до 10 часот на вечер. Во Ѓорче Петров годишно по жител се собира од 250 до 300 килограми отпад. Саша Максимовски од општина Ѓорче Петров смета дека ваквите акции треба да бидат пример за совесно постапување со животната средина. Колку и да прави комунална хигиена активности, ако ние како граѓани не сме свесни за состојбата и одлагањето на отпад, значи колку и да има ресурси и желба комунална хигиена, тоа не може да се постигне. Така да денешниот ден има две цели. Првата цел е да подигнеме јавната свест, а втора цел е да видиме кои се тие бариери кои што се помеѓу комунална хигиена и нас во смисла на подобра организираност и она што значи поголема ефикасност на собирање на комуналниот отпад. Она што сакам да го кажам како општина Ѓорче Петров е дека врз основа на податоците кои што ние располагаме и комунална хигиена, количините на отпад кои што се собираат во општина Ѓорче Петров се некаде на 15.000 тони на годишно ниво. Тоа значи дека влегуваме во просекот на 250 до 300 килограми на годишно ниво по жител. Тоа е една статистика која што е во Република Македонија, меѓутоа е еден многу битен податок дека голем број на неколку локации, уствари на 4-5 локации, поготово покрај река Лепенец, имаме одлагање на отпад од страна на граѓаните, така да на вистина колку уште еднаш ќе повторам, колку да се прават овие акции, големи активности да преземаме, значи не можеме тоа да го сузбиеме. Во акцијата се вклучи и македонскиот истакнат кошаркар Тони Симиќ, според кого ова е одличен начин да се покаже грижа за хигиената во градот. Не е прва акција ова, меѓутоа колку што наоѓам слободно време, бидејќи со врските колку можам да одговорам на тие се, меѓутоа ја поддржувам акцијата која што е за чиста свест на граѓаните, кај што мора за подобар живот и за животна средина чиста, за пред се за самата околина, за нашите деца, максимална поддршка кога е во
кога се однесува за вакви акции. Граѓаните сакаат да го следат примерот на јавните личности. Па затоа ние го поздравуваме позитивниот пример на кошаркарот Симиќ. Па мислам дека треба заради тоа што сме јавни личности кои што сите гледаат како ние се однесуваме од најмала возраст до најстара возраст, не следат во чекор во секој поглед во нашиот живот. Така да мислам дека доволно ќе бидат свесни самите граѓани да ја поддржат акцијата, не само кога има акција и секојдневно да го практикуваат тоа за чиста животна средина. Највредни сепак беа учениците. Деветоделенецот Владимир Ивановиќ од основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, но и неговите соученици во вакви акции се вклучуваат секогаш кога имаат можност, а за животната средина се грижат секојдневно. Денеска сте дел од оваа еколошка акција, меѓутоа дали редовно се грижите за чиста животна средина? Па пробуваме редовно да се грижиме, секогаш најбитно е да се грижиме за средината, во нашиот училишен двор, сегде пробуваме ѓубрето да го фрлиме каде што треба, пластичните шишиња за рециклирање, разгладивото ѓубре во контейнерите кај што треба, кај што се огласени. Дали редовно се вклучувате во вакви еколошки акции? Па да, секогаш кога има ваква акција, кога сме поканети, секогаш доаѓаме. Многу е забавно вака сите заедно и се грижиме и правиме добро како дело за природата. Целта на акцијата е подигнување на јавната свест за штетноста од несовесното постапување со отпадот и опасноста од создавање диви депонии, што директно ја загрозуваат животната околина и представуваат закана за здравието на граѓаните. Исклучените од парно кои не живеат во становите и натаму ќе плаќаат паушал. Од Регулаторната комисија за енергетика ваквата обврска ја аргументираат со анализата на МАНУ, која покажала дека тие реално се трошок за колективните објекти. Обврска за плаќање фиксен надоместок за централно грејење нема да има за сопствениците на станови исклучени од парно, но ако живеат во нив. Ниту еден граѓанин кој живее во стан во негова сопственост, што бил исклучен од системот за централно грејење пред 31 март 2019 година, нема да плаќа никаков трошок за испорака на топлинска енергија од системот за централно грејење, започнувајќи од сметките за месец април, соопшти денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Обврската за плаќање фиксен надоместок за централно грејење ќе продолжи единствено за граѓаните кои се исклучени од системот за централно грејење и нивните станови се празни. Од комисијата појаснуваат дека за ослободување од плаќање сопствениците на станови што се исклучени од системот за централно грејење се должни до снабдувачот со топлинска енергија да достават барање што е одобрено од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и е достапно на шалтерите на снабдувачот, имотен лист на станот кој не е постар од 30 дена, за кој бараат ослободување од обврската и лична карта на увид. Од 1 април Управата за јавни приходи почна да доставува предпополнети годишни даночни пријави, а граѓаните кои оствариле дополнителни приходи во текот на минатата година ќе имаат рок до крајот на мај да ја потврдат или коригираат пресметката. Откако ќе добијат електронско известување дека годишната даночна пријава е пополнета од страна на УЈП, корисниците треба да влезат во својот профил што веќе го креирале во електронскиот систем, за да ја проверат својата пресметка. На 30 април истекува крајниот рок за доставување на предпополнета годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок на доход за 2018 година до граѓаните од страна на Управата за јавни приходи. А активноста за генерирање и доставување на предпополнета годишна даночна пријава е во тек. Даночните обврзници, физичките лица кои се регистрирани на системот е-персонален данок, преку своите кориснички профили може да извршат увид во годишните даночни пријави. Граѓаните кои оствариле дополнителни приходи во текот на минатата година имаат можност најдоцна до 31 мај да ја потврдат или коригираат предпополнетата годишна даночна пријава. Откако ќе добијат електронско известување дека годишната даночна пријава е пополнета од страна на УЈП, корисниците треба да влезат во својот профил што веќе го креирале во електронскиот систем, за да ја проверат својата пресметка.
До истекот на крајниот законски рок, граѓанинот може да го менува статусот на пријавата, односно да ја потврдува или коригира. По истекот на законскиот рок, односно на 1 јуни, годишните даночни пријави ќе добијат статус на конечни даночни пријави, согласно последниот статус на годишната даночна пријава, потврдена или коригирана, велат од УЈП, и додаваат дека на 1 јуни службено ќе бидат потврдени и годишните даночни пријави, кои не се ниту потврдени, ниту коригирани од страна на граѓанинот. Годишната даночна пријава која граѓанинот ја коригирал, а добила статус на конечна даночна пријава, ќе треба да биде одобрена од службено лице на Управата за јавни приходи. Доколку службеното лице не ја одобри пријавата, ќе следи донесување на решение за утврдување на персоналниот данок на доход за 2018 година. Од управата апелираат граѓаните кои оствариле приходи, а се уште не се регистрирале на системот е-персонален данок, тоа да го сторат во најкраток можен рок. Како што информираат од УЈП, во електронскиот систем се регистрирале околу 700.000 граѓани кои минатата година оствариле дополнителни приходи. Сите дечиња на возраст од 5 до 8 години ќе имаат можност да учествуваат на првиот детски зоомаратон, што ќе се одржи на 9 мај во Ботаничката градина. Пријавувањето за маратонот почнува од утре. По повод 9 мај, Денот на Европа, во Зоолошката градина Скопје за прв пат ќе се одржи детски зоомаратон. Во Ботаничката градина ќе се одржат 4 трки, 2 на 150 метри, машка и женска категорија за деца од 7 до 8 години и 2 на 100 метри во машка и женска категорија за деца од 5 до 6 години. Од Зоолошката на својата веб страна информираат дека за сите дечиња се обезбедени подароци, а првите 3 места од секоја категорија ќе добијат посебни награди и медали. Пријавувањето за детскиот зоомаратон ќе започне од утре, 25 април. Од Зоолошката се надеваат дека овој детски маратон ќе прерасне во традиција. Лектирите треба да се обработуваат на интересен и привлечен начин за децата. Свинското месо нема да поскапи за Великден и 1 мај. Балетската представа Шекерезада во МОБ. Делови од Киселавода, Газибаба, Сарај и Ѓорче Петров. Утре без струја. Кифличката Мирна, легендите за Марфи Компирката и Скокни-прескокни се само дел од поновите наслови на лектири. Амалиот принц повторно се враќа како задолжителна лектира во 9-то оделение. Ова се само дел од насловите на лектирите во новиот список за задолжителна и изборна лектира од 2 до 9. Според Христо Петревски, еден од авторите чија лектира е задолжителна, лектирите треба да се обработуваат на интересен и привлечен начин за децата, затоа што според него во моментов децата ги читаат лектирите на површен начин. За значењето на книгите и придобивките од читањето се зборувало многу и тоа на сите ни е добро познато. Книгите се од најголемо значење во формирањето на личноста на детето, во овој случај лектирите. Кифличката Мирна од Оливера Ќорвезировска, легендите за Марфи Компирката од Овен Колфер, Скокни-прескокни од Васил Мукаетов, се дел од поновите наслови што влегоа во новиот список со лектири од 2 до 9 оделение, кое го подготви Бирото за развој на образованието. Светската класика, Малиот принц од Антоан де Сент-Екзипери се враќа повторно во задолжителната литература во 9 оделение. Оваа книга во последните неколку години не беше задолжителна, а беше оставено на наставниците да проценат кога и дали би ја работеле, во зависност од интересот на учениците. Во наредната учебна година основците ќе читаат лектири според новиот список што го објави Бирото за развој на образованието. Постојниот список е изменет и дополнет. Дел од книгите се поместени од една во друга година или од задолжителни во изборни лектири. Снежана е нема во 2 оделение. Шеќерната приказна ќе се учи во 4 наместо во 3 како досега. Во новиот список на лектири за основно образование место зема и лектирата Златното јаболко и други бајки од Христо Петревски. Според кого читањето на лектирите од страна на децата е многу малку и формално, затоа што обично децата читаат на површен начин. Поради тоа, според Петревски, лектирите треба да се обработуваат на интересен начин и децата треба да ги читаат со задоволство. Прашање дали вистински тие деца ги сакаат и книги, дали ги читаат вистински. Јас знам дека обично децата кутри имаат лектира, вечерва
ја читаат лектирата и ја читаат на еден многу површен, многу формален начин. Лектирата не треба така да се чита и да се обработува. Треба да им се даде на децата како вие ова лектира би ја продолжиле. Или само за еден лик, кој лик ви се допадне, само за тој лик говорите. Не, а не 300 страници ги чита на прескок или да бидам попрецизен, бара прераскажано ако најде на интернет, ако не најде на интернет, тогаш некој другиот што е прочитал, па да му прераскаже, па да препише и слично. Значи, ние се играме глушец и мачка. Читањето на лектирите е многу малку и е формално. Треба да се читаат книги, кои што децата ќе ги читаат со задоволство. А кои се тие книги што ќе ги читаат со задоволство? Предмалку кажав. Тоа се книгите кои што се актуелни, кои што се современи, кои што се авантуристички, кои што на еден индиректен начин ќе го збогатат детството. Од типот на Гуливеровите патувања или Робинзон Крусо, или 20 мили под морето, или Вселената и слично. Од минатата година и јас сум влезен во лектирата со книгата Златното јаболко и други бајки. И мислам, еве, првите печатоци ми се позитивни, дека таа книга ја читаат, не затоа што морат, туку затоа што сакаат. Знаете зошто сакаат? Затоа што станува збор за 3 бајки, кратки се, прво, второ се бајки. Не име напор да ги прочитаат тие 50 на странички. И второ, јас во тие бајки на крајот имам и прашања што по прочитаното. Списокот содржи листи за задолжителна избор на лектира за секој оделение од 2 до 9. Порано имаше само листа со лектири за кои се подразбираше дека се задолжителни. Сега има дел задолжителни и дел изборни. Сите задолжителни лектири се обработуваат. Од наведените изборни наслови, во секој оделение наставникот го прави изборот која лектира да се работи. Свинското месо нема да поскапи за Великден и 1 мај. Според групацијата на одгледувачи на свињи, производителите сакаат македонските граѓани предстојните празници да ги поминат релаксирано и со богата трпеза. Цената не ја зголемуваат и покрај тоа што во соседните земји и во земјите на Европската Унија пораснаа за минимум 30%. Цената на свинското месо на македонскиот пазар нема да се зголеми за Великден и 1 мај, објави групацијата на одгледувачи на свињи. Според групацијата, производителите сакаат македонските граѓани предстојните празници да ги поминат релаксирано и со богата трпеза. Цената не ја зголемуваат и покрај тоа што во соседните земји и во земјите на Европската Унија порасна за минимум 30%. Зголемувањето на цената на европскиот пазар за минимум 30% се должи на големата побарувачка на свинско месо од Кина. Штом има побарувачка, расте и цената, соопштуваат од групацијата на одгледувачи на свињи. На сцената на Националната опера и балет вечерва се изведува балетската представа Шехерезада, работена по мотиви од приказните од 1001 ноќ. Покрај Александра Мијалкова и Васил Чичијашвили ќе настапат солисти, балетскиот ансамбл и оркестарот на МОП. Националната опера и балет вечерва ја изведува балетската представа Шехерезада на музика од Николај Римски-Корсаков. Кореограф на Шехерезада во МОП е Михаил Крапивин, од Москва сценограф е Марија Ветероска, а костимите ги изработи Маја Бурсаќ од Србија. Мистична, елегантна и екзотична, балетската представа работена по мотиви на приказните од 1001 ноќ ќе ни ја раскажат балетските првенци Александра Мијалкова и Васил Чичијашвили, соопшти МОП. Ќе настапат солисти, балетскиот ансамбл и оркестарот на Националната опера и балет под диригентство на Бисера Чадловска. Во одредени периоди од денот, утре без напојување со електрична енергија ќе останат делови од корисниците од Киселавода, Газибаба, Сарај и Ѓорче Петров. Корисниците од улицата Ѓорги Сугаре, број 16 во општина Киселавода, утре од 8:30 до 9 часот и 30 минути ќе останат без струја. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, од 8:30 до 10 часот и 30 минути без струја ќе останат и корисниците од улицата 519 во населбата Керамидница во општина Газибаба. Во периодот од 8:30 до 13 часот и 30 минути без струја ќе биде објектот на маркет Тинекс на булеварот Борис Трајковски во општина Киселавода. Од 8 часот и 45 минути до 10 часот и 30 минути без напојување со електрична енергија ќе бидат корисниците од селата Глумово, Шишево и Матка, дел од корисниците од село Сарај, а од 9 часот до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од населбата Стопански двор, лоцирани во околината на поранешната ЗЗ Прогрес во општина Ѓорче Петров.
Под влијание на топла и нестабилна воздушна маса од Медитеранот, од утре до сабота следува период на топло време со значителен пораст на температурата на воздухот, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Предпладне ќе биде сончево, а во попладневните и вечерните часови наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме и ќе има појава на град и засилен ветер. Особено поинтензивни процеси на повеќе места ќе има в сабота. Во Скопје утре температурата ќе достигне 25 степени. В петок ќе се движи од 11 до 27, сабота од 8 до 24 и недела од 8 до 21 степен. И уште една информација пред крајот на вестите. Во пресрет на предстојните великденски и првомајски празници, ЈСП Скопје информира дека ќе има 3 дежурни билетарници. В петок, недела, понеделник и среда дежурни ќе бидат билетарниците кај Зелен пазар и транспортен центар со работно време од 7 до 19:30 часот, а билетарницата во Ѓорче Петров ќе работи од 7 до 13 часот. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.